Агенцијата за вработување на Македонија објави јавен повик до невработените лица со минимум средно образование над 29 години за програмата Поддршка за самовработување со грант. Заинтересираните лица за учество во програмата може да аплицираат до 3 јули годинава. До 22 беше јавен повик, имаше 28 апликации. А веднаш наредниот ден на 23 имал дупло 47 и сега гледам дека има интерес од тој што сакат. Што добиват невработени лица од овој грант? Сите невработени лица кои имаат бизнис идеја да отворат собствен бизнис слободно од понеделник 22 до 3.7 да дојдат да аплицираат кај нас. Ќе пополнат прашалник тие сами. Пријава, изјава, еден дел прашалник ќе се пополни заедно со службени лица тука. Прашалникот оваа година е многу транспарентен. Тоа е двојазично, бираш сам. Дали сакаш македонски, дали сакаш албански. Сам ќе одговараш од тој, по тој ќе се прави рангирање таму во Скопје, што има експертна комисија за ценење на тој кој понатаму ќе продолжи. Овие не су паре, буквално паре да се дава. Ова е паре се материјал или репроматеријал од тој што треба, опрема што треба да се набави. И тој се прави со фактура. Сега ќе ви кажам целата постапка како иде, да биде интересни на странки и за сите. Прво доаѓа кај нас, што е прва фаза, пријава. Пополнува изјава. Тој автоматски кај нас изгледа во систем. Пополна сам прашалник странка. После од тој се прави група од таму кој е пројден, кој е на резерва и кој чека на се овој. После доаѓа наред обука, кој е 4 дана, заедно со Инова се организира тој. Значи тоа е Инова, знаете што е. Инова е тој порано што беше агенција за сега агенција за иновација, научно-технолошки и развој и предприемништво. Сега сменето таму, по Инова тоа е по англиска терминологија. И после тој се прави бизнис план. Многу е добро тој да е успешен бизнис план. У бизнис план да е успешен и таму се спецификација ќе се пише што треба да набави невработено лице за да ги донесе после профактури. Кад се прави, има експертска комисија таму што е формирана страна на влада. Што ми беше мене чест, бевме 19-20 и у еден состанок таму у Скопје. 2 дана имавме работна група и ги дефиниравме до негде како може да, што побрзо да искачеме у срцето на невработени лица. Кад се оцени таму бизнис план дека е успешен, ќе се финализира кој од овие што имат аплицирано дека ќе добијат грант. Ќе повикаме ние и ќе ги пратиме да отворат фирми. Да се правно лице да се отвара, да добие печат, да е вработен на свој фирма и ние правиме договор меѓу досегашниот невработено лице сега веќе е фирмаш и агенција за вработување. По правење договор странката е задолжена 15 дана да донесе профактури кај нас. Кај координатор на мерка се реализира профактура, однесе се у банку таму се отвара траен налог, наменска сметка и се враќа кај нас. Ние бараме средства и средства се плаќат на нима и веднаш се прати паре кај тој добавувач што е набавено рома, а добавувачот крајно тој е обврзан да му дава фактура и спратница и странката треба да оди у банка, да земе извод на банка, да приложи кај нас дека е примена пари и веднаш му се пребацене кај добавувачот крај. Тој и од сега натаму странката е обврзана да плаќа 24 месеца придонеси. Ние мора тој. Ние пратиме електронски и теренски. Ја да ви кажам право искрено, јас сакам да сум искрен према мој народ и кажам дека ја веќе формирав екипи да се заврши овој. Ја од лани све тие што се аплицираа, ја искачам у терен со мои колеги и тие сами проверуваме дали е таман роба што е набавена да се провери. Нема веќе тој отвори затвори фирма. А ова година стрикно е најмалку треба да има средно образование. Лани се беше со основно. Значи најмалку странката да аплицира кај нас, зборувам за мерката самовработување, треба да има средно образование, да е пријавен како активен барател на работа, да има пополнат профил и ИПВ и да иде да се пријави.
66-годишна Кумановка вчера била пронајдена почината во својата адвокатска канцеларија, информираат денеска од секторот за внатрешни работи Куманово. Лекарот итна медицинска помош констатирал смрт, а по наредба на јавен обвинител, телото на починатата било дадено на обдукција, информираат надлежните. Јавното предпријатие Чистота и зеленило денеска беше домаќин на директорите на јавните комунални предпријатија од североисточниот и скопскиот регион во организација на Сдруженијето на даватели на комунални услуги на Македонија. АТКОМ ги здружува јавните комунални предпријатија во земјата и ги застапува интересите на своите членови со цел подобрување на условите за работа и услугите што овие членови ги нудат. Проблемите со кои се соочуваат комуналните предпријатија се речиси исти на ниво на државата. Финансиски проблеми со механизација, проблеми со локални депонии, посочуваат надлежните, потенцирајќи дека ќе побараат помош од ЗЕЛС. Значи во организација на АТКОМ, Асоциација на заедница на комунални предпријатија од Република Македонија, јавно предпријатие Чистота и зеленило денеска е домаќин на директори од јавни комунални предпријатија од Скопски и Североисточен плански регион. Денеска имаме гости 15 директори од јавни комунални предпријатија. Разговараме за наши актуелни состојби во предпријатија, за наши актуелни проблеми кои не мачат сите, проблеми од финансова природа, проблеми со механизација, проблеми со локални депонии каде сите немаат исти проблем. Разговараме, значи бараме помош, ќе побараме помош од ЗЕЛС, заедница на единици на локална самоуправа, од нашите градоначалници, во една координирана акција да побараме помош од влада на Република Македонија. Значи сите сме во една деликатна тешка состојба. Тоа беше општ печаток од оваа работна средба денеска што направивме овде во Куманово. Се трудиме да изнајдеме решенија на долгорочен план не можеме да најдеме, пошто сме сами, како да кажам, во една ситуација во која сами не можеме да одговориме на потребите на денешните локални самоуправи што имаат потреба од нашите комунални предпријатија, значи бараме помош, се координираме со директориве, значи како што кажав, сите немаат чист проблем, покушаваме да изнајдеме решение. Се надевам дека во периодот што престои ќе најдеме некое општо прифатливо решение колку што можеме во актуелнава ситуација во држава. Проблемите се општо познати. Проблеми од финансова природа, знаете многу добро дека сега во март ни се качи минимална плата, проблеми со механизација, камионите ни се проблем. Конкретно овде Куманов ден, вие знаете сите дека ние бараме помош од други градови и денеска добивме помош од 3 града на кои сум бескрајно благодарен. Тоа добивме помош од општина Ранковце, општина Газибаба и општина Липково. Значи благодарност до директорите на тие комунални предпријатија и до локалните самоуправи. Во континуитет деновиве по втор пат имавме екипа работна од Кавадарци, значи благодарност и до градоначалникот и директорот Гоце од Кавадарци. Значи луѓето ни помагаат, се трудиме, планираме, значи ги сервисираме нашите возила. Проблемите се тие од финансова природа, од комунална опрема, се трудиме да нема недостиг во изнесување на смет. Значи работиме. Секаде исти проблеми и во Велес, и во Битол, и во Прилеп, без разлика што тие директори денеска не се тука, како што кажа, само од Скопски и Североисточен плански регион, проблеми со депонии наши, секаде горат, секаде чурат, покушаваме да ги санираме, меѓутоа тоа не се санитарни депонии, не се фабрики за преработка на отпад, тоа се обични, како да кажам, ѓубришта, депонии кај што изнасаме, депонираме отпад, тоа се проблеми од депонија горе у Крастан 50-60 години, не од вчера, од завчера. И така, покушаваме да изнајдеме начин, со градоначалник секојдневно сме во комуникација. Се надевам и очекувам во периодот што престои дека ќе добиеме нова опрема и нови камиони. Градоначалникот на општина Куманово Максим Димитриевски денеска оствари средба со амбасадорката на Германија во Македонија Петра Дрекслер. На разговорот беа потенцирани пријателските односи меѓу двете земји, меѓусебната соработка во повеќе општествени области и беа разгледани можности за отворање на нови перспективи кои би биле од значење за граѓаните, објави општина Куманово.
Советот на општина Куманово утре ќе одржи седница на која на дневен ред ќе бидат советнички прашања. Седницата е со директен пренос на програмата на телевизија Плюс, а започнува во 10 часот. Прекинување на циклусот на насилство, системска превенција на семејно и врсничко насилство преку образовниот систем е новиот проект на Министерството за образование и наука кој треба да генерира трајно системско решение за превенција на семејно насилство врз деца преку образовните установи и спречување на натамошна трансформација во врсничко насилство во училишните клупи. Станува збор за иницијатива која обединува повеќе институции, граѓански организации и училишта, а ќе се спроведува во период од една година. Во рамките на проектот, денеска во Куманово се одржа обука на училишните психолози, педагози, дефектолози, социјални работници за јакнење на компетенции за препознавање деца жртви на семејно насилство преку нивното однесување и преземање мерки за спречување и понатамошно ширење. Според Емилија Бошковска од Комората на психолози, заедничката цел е да се создадат училишта кои не само што ќе пренесуваат знаење, туку треба да детектираат деца жртви на насилство, да обезбедат поддршка и да станат безбедно место за секое дете. Од прилика за една година планирани се регионални обуки кои што ќе ги опфатат сите 350 на колку што ги имаме основни училишта во државата. Се однесува пред се во оваа фаза што сега се случува, се однесува на обука на стручните соработници од училиштата. Значи тука се педагозите, психолозите, социјалните работници, дефектолози, сите што влегуваат во стручните соработници и пред се ќе се однесува на тоа како да им помогнеме да бидат посигурни во детектирање на деца кои што се жртви директно или индиректно на насилство, опреција на семејно насилство, таму ни е акцентот. Идејата е дека сакаме да дојдеме до причините на насилното однесување на учениците кои што во последно време ни е доста често. Децата не се раѓаат во насилни и тоа е нешто што го учат од нас возрастните. Првичното учење е навистина од домот. И таквите ситуации на екстремна на насилство во домот, во смисла на семејно насилство, без оглед дали е физичко, дали е психичко, дали е економско или сексуално, остава големи последици на менталното здравје на децата. Суптилни се некогаш знаците и е добро да бидат добро обучени сите во училиштата, да може да препознаат дали некој дете можеби му се случува нешто посебно кое што му влијае на неговото ментално здравје, можеби да е повлечено, но може да е посебно агресивно, односно било каква промена во однесувањето или во таа насока со обуките да може точно да детектираат деца на кои што им е потребно посебно да им се обрне внимание и помош да им се даде. Се обидуваме во вториот дел од денешниот ден, да речеме тука, ќе се случуваат панел дискусии или едукативни панели на кои што се поканети сите родители кои што се заинтересирани, дадени се покани преку Советот на родители на училиштата и ќе бидат поканети наставници и на панел дискусија панелисти ќе бидат покрај психолозите од Комората, ќе имаме представници на Министерството за внатрешни работи, ќе има представници на Министерството за социјална политика. Секако ќе се обидеме заеднички да го опишеме и процесот кој што се случува, што све следи или после една пријава и да видиме дали можеби негдека можеме да го подобриме тој ланец за да го затвориме кругот на насилство и да не продолжува. Врсничкото насилство е спореден, индиректен момент кој што го третираме. Значи, третираме агресивноста пред се. Врсничкото насилство е производ на нешто претходно. Значи, пак ја кажам, децата не се раѓаат насилни. Насилството и меѓу нив, кога се случува, мора да има некаква причина. Се обидуваме да дојдеме до таа причина за индиректно да влијаеме да се намали всушност врсничкото насилство. Во ресторан Грација денеска свечено е затворен детскиот ликовен камп Асном 2026. На 16-тото издание на ликовната колонија во организација на Фондацијата за култура и спорт твореа 30 ученици од општинските основни училишта селектирани од наставниците по ликовна уметност од матичните образовни институции заедно со корисниците на услугите од Порака наша. Учениците креираа авторски дела под менторство на ликовните педагози Симона Јакимовска и Елена Спасовска Радошевиќ.
Денеска заврши 16-тото издание на детскиот ликовен камп Асном 2026 година. На овој камп учествуваат 30 ученици од сите општински училишта од Куманово. Исто така и на кампот учествуваа и корисниците на Порака наше на дневен центар. Тоа се наши другари пријатели кои што сите овие 16 години покажаа дека со сиот свој труд и волјата што ја носат во себе создаваат уметнички дела и покажа и докажа дека можат да учествуваат во креирањето на културата и уметноста во Куманово. На овој детски камп се работеше на повеќе техники, значи тоа е сликање на платно со акрилни бои, графика или монотипија, украсување и дизајнирање на керамички садови од глина. Оваа година за прв пат имавме работилница која што ја водеше Стојан Трајковиќ, грнчар од Куманово, кој што сето свое знање го покажа и пренесе на учениците идни уметници и покажа како се прават овие керамички, грнчарски глинени садови на грнчарско тркало. Благодарност и до менторите на овој камп, тоа се ликовните педагози Елена Спасовска-Радошевиќ и Симона Јакимовска. Значи заврши успешно 16-тото издание. Голема благодарност до градоначалникот Максим Димитриевски, кој се јавува како покровител на овој детски ликовен камп, и советот, претседателката на совет господја Ивана Ѓорѓиевска, како и голема благодарност до сите советници од советот на општина Куманово, кои што се долгогодишни наши пријатели и кои целосно даваат нивната поддршка, и се надевам дека и во идна ќе продолжи таа поддршка, и се надеваме дека овој детски ликовен камп еден ден ќе прерасне во меѓународен детски ликовен камп. Чест и задоволство да се обратам пред идни уметници, сегашни идни уметници на таленти, потенцијални уметници, професионалци во општина Куманово. Голема благодарност до фондација што во овие пеколни горештини организира. Ова на мене ми доаѓа како круна на една завршна година, круна каде што ги гледаме најдобрите ученици на едно место што се однесува до областа на ликовната уметност. Порака наша, секоја често, секоја сте тука со учениците, што ги инклузивно ги пристапувате кон вашите корисници, за да може да покажат она што и тие учат со нашите деца. И се надевам, бидејќи голем дел од учесниците веќе ги познавам, значи се повторувате, се надевам дека некој од вас ќе заврши ликовна академија, затоа што Куманово е познат по уметничката дејност, односно познати колони правиме и навистина е како центар за ликовни потенцијали, а мислам дека од самите ученици ова потекнува. Благодарност на менторите на фондацијата, на Порака наша, на вас родители, што сигурно сте имале обврска да ги доведувате децата, да знаете каде се и како се. Благодарност многу до занаечијата Столе, што на практичен начин покажува што значи занаечиство и дека тоа е еден вид на уметност, освен занаечија, дека е еден вид на уметност. Најчесто имавме сликани грнчиња, сега гледам дека сте правеле навистина вештината сте ја запознале како што треба.